Кога ќе се роди едно дете, скоро секој родител си го поставува прашањето што ќе биде моето дете кога ќе порасне. Кога имаме дете со поинаков развој, тогаш ова прашање се претвора од тоа во што ќе биде со моето дете кога мене ќе ме нема. Родителите кои што живеат со ова прашање, едноставно го пропуштаат целиот развој на своето дете само токму поради ова прашање. Не ги гледаат талентите, капацитетите, сконцентрирани се само на оно што недостасува најчесто. И само наместо да се ограничуваме и да гледаме што е она што недостасува, потребно е да почнеме да гледаме што е оно што детето го може и како да му помогнеме. Денеска затоа тука е и мојата гостинка Елизабета Јовановска. Добар ден и добро ми дојде. Добар ден и добре ве најдов. Денеска ќе зборуваме за иднината на нашите деца. За тоа како нивната иднина да не биде сожалувањето од другите луѓе, туку како да биде да ја одредува иднината нивниот капацитет и она што може да го направат. Многу ми е мило што пред се ме избра мене за гостинка на оваа тема, заради тоа што и самата знаеш дека по прашање на растот, развојот на лицата со попреченост имам еден многу директен пристап и став дека посебно кај лицата со попреченост никој од страна не треба да дозволи да се сожалуваат, односно да ги сожалуваме, туку да видиме како и на кој начин ние може да помогнеме за децата, лицата со попреченост да имаат еден поубав пат во својот раст и развој. Сега, ти рече дека сите родителите се сконцентрирани на тоа како да го растат своето дете, односно што се сконцентрирани на проблемот, а не го гледаат талентот. Јас не се сложувам со тебе дека тоа е само кај родителите на деца со попреченост, туку тоа е некако општо кај сите родители. Не е детето добро по математика, па сега ќе му најдеме професор по математика за да учи и да биде добро. Ама од друга страна, ако е добро по музичко, не вика професор по музичко па да го развие талентот детето што го има, па да видиме, нели, да ги отвориме вратите, да ги прошириме хоризонтите, да го направиме од мали нозе на вистина добар во тоа што има и талент и во тоа што е добар. Така да тој проблем е генерално кај сите. Поизразен е кај лицата со попреченост, кај родителите, заради тоа што низ текот на растот и развојот родителите имаат повеќе предизвици на кои што треба да обрнат внимание. Нели, родителската грижа, предизвиците кои што доаѓаат во семејството, прифаќањето, себе прифаќањето, развојот, дискриминацијата по патот што ја имаат, пречките кои што се случуваат, роднинските врски кои што негде се обединуваат, негде се разединуваат. Жал, мислам дека кај нас таа приказна е многу застапена. Верувам дека и во светски рамки, ама некако кај нас е што јужнije потужнije, некако ми се чини. Тука некаде на Балканов, ја гледаме таа слика дека многу семејството знае да одмогне многу повеќе отколку да помогне. И да, ова се предизвиците кои што дефинитивно ги чувствуваат родителите. Еве, јас сум родител на дете со попреченост и јас се прашувам што ќе биде моето дете кога ќе порасне. Јас сега имам некаква друга перцепција, но што е оно што јас најчесто не го гледам, значи јас како родител, во овај момент, а е поврзано со неговата иднина? Не ги гледате можностите, не му ја давате независноста на детето и ги подценувате способностите кои што тие ги имаат. Сега ова звучи многу грубо, но сега ќе го образложам зошто го кажувам тоа така. Природно е родителот да биде заштитнички настроен кон своето дете.
Кога станува збор за дете со попреченост, тој заштитнички став е поизразен 10 пати повеќе. Да. И со текот на времето, дури и работите кои што детето може само да ги направи, едноставно родителот веќе би го ставил во таа во едно стаклено звоно, каде што родителот трче за се. Јас ќе кажам сега, или многу родители ќе искоментираат, лесно ти е да кажеш тебе од страна. Така? Но, и сосема е тоа разбирливо. Јас како едукатор или како лице кое што прави било какви работилници, настани, едукации, поминувам 2 до 3 часа во денот со лице со попреченост. И јас имам и трпение, и можам значи да го образложам и проблемот и решението и да стигнеме до целта. Но дома вие сте 24 часа соочени со сите предизвици што ги носи денот и некогаш трпението по пат се губи. И тогаш во интерес на тоа да стигнете на време некаде, наместо да чекате детето да направи нешто и да, нели, со сето негово потребно време, вие на брзинка ги правите работите за него. Децата се паметни. Да. Се согласувам. И они го бираат по лесниот начин што е за нив. И многу лесно во иднина знаат како тоа да го изманипулираат во нивна корист и за нивен бенефит. И кога вие ќе трчате за детето цело време, нели она тато носи, мама меси на детето све на тацна, се вика па зошто јас да се мачам? Јас тука би додала нешто. Значи, од една страна може би точно децата се адаптираат кон тоа што е со помалку нели напор може да го направат, но од друга страна стресот на родителот кој што ќе се појави доколку нели детето треба да го направи, значи мајката, таткото, ако не се подготвени адекватно дека слушај за овој процес ја ќе одвојам и време и трпение и ќе се заземјам добро, да можам да го исчекам затоа што е за негово добро. Точно, ама не секогаш имате време. Точно. И затоа, барем за мене, овој процес во кој што ние треба да им дозволиме на децата, значи подолго време, кога ќе измериме што е попаметно, дали да ги оставиме да научат сами да јадат, сега одам од најосновните животни вештини, или па ние да буткаме со телефонот и само да раниме, ќе дојде моментот кога ќе речат, чекај, ама тоа треба да е спремно, гледаме дека има и фина моторика, и груба моторика, и джвакање, а тоа едноставно останало, затоа што родителите на крај рекле, ајде за побрзо. И оно се вика, чекај, јас ќе правам вака, затоа што мама е нервозна, ако јас сум, нели, подолго време, толку колку што ми треба. И децата секогаш се обидуваат да ги спасат своите родители. Во многу ситуации, да. Во многу ситуации, но во многу ситуации тоа знаат како да си го свртат во нивна корист. Кога еден ден ќе почнат, нели, повеќе да разбираат. Да. Човечки аспект. Да. Јас нема да будам подалеку, ќе земам одличен пример. Братучет ми Никола. Значи, секогаш кога беше дома со војна ми, со војко ми, кога ќе му дадеше некоја задача, требаше подолго време за он да стане, да отида, да направи нешто, или 2-3 пати да му се каже. Кога ќе беше сам со мене, тоа веќе знаеше дека јас, ако треба да направи нешто, знаеше дека јас сум спремна да чекам и 2 сати за нештото да го он да го направи. И тука се испроба, да кажам, еднаш, виде дека тоа не оди така, и веќе следниот пат тоа е договор. Ти го правиш ова, јас го правам тоа, заедно треба да завршиме за толку време. Или многу често се случувало на почетокот, например, кога правевме работилници со децата, генерално во тие, како да кажам, години наназад јас бев буквално самоволно организиравме
работилници каде што децата ќе ги научиме како да си направат сендвич самите, како да си исечат леп основни самите, животни вештини. како да садиме билки па ги растеме па ги наводнуваме, нели, одговорноста кон нешто да остане живо, како треба нели да го растеш, развиваш. И секогаш на тие работилници децата родителите ги оставаат децата и си ода. Но првиот шок беше кога јас првиот пат им реков на родителите, супер, го донесовте детето, имате 2 часа, оставете ми ги децата, вие нема да бидете тука. Тоа беше шок. Значи, тогаш јас мислам дека бев најлошата личност која што може да за родителите или за децата? За родителите. Се согласувам. Но, истиот тој прв ден, кога родителите го доживеа шокот од оставете ми ги децата и вие бидете слободни 2 сати, кога дојдоа да си ги земат децата нивни беа најнасмеани на свет, најзадоволни на свет, за тоа што ние сме научиле нешто, они се потрудиле, јас сум лице тука нели во моментов дека сум со авторитетот кој што треба они да го слушаат, и буквално они соработуваа, дури се надпреваруваа еден меѓу друг кој попрво и подобро да направи. Затоа што имале можности, затоа што им се дала шанса. Тоа ама јас верував дека секој од нив може да направи нешто сам и самостојно. Кога се во група, тука има еден убав и позитивен надпревар. А кога ќе има родител, секогаш ќе се сврти на кај родителот. Па као бара одобрување или као го мрзи сега, па чека родителов ќе ускокне да помогне. Или може би очекува и осуда до некаде, ако е нешто ново, и родителот сакајки да се покаже неговото дете, па како така го направи, така натаму, значи мислам дека е широк. Не, како да кажам, секој родител сака своето дете да научи нешто ново. Тука апсолутно или да постигне, нема, или да постигне нешто, или да има чекор понапред. Но не секој родител е спремен да види, да се соочи со предизвик. Ние, например, еве, кога ги учевме децата сами да си приготват сендвич, ние требаше да ги научиме како тие треба да ракуваат со нож. Мене еден саат срцето не ми чукаше, мислам, па што треба да ги видиш сите, нели треба да му дадеш на вистина тој да сече со ножот. А при тоа да не би да чека јас да ти направам, пошто тоа дома го прават. Него да го научам сам да направам. Мислам, тоа имавме помошници, едно чудо, кој што асистиравме, меѓутоа целта беше да ги научиме. Беа најсрекни на свет после тоа. Не се сомневам. Ова со ножот, многу често го спомнувам, бидејќи моите деца уште, мислам дека година 2, посебно за третото дете, имам и видео во кое што ќерка ми со ноженце за путер сече крставица. Значи не знаеш, се мачи вака, ама знае дека прстите треба да ги стави внатре, дека не смее да ги исече. И она се помачи некој време, на крај се наљути, си го фрли ножот и вака си ја гриза крставицата. Ама сакам да кажам, за мене лично беше многу важно сите моите деца да знаат како ракуваат со нож уште од најмала возраст. Од проста причина што ножот е опасна работа. Апсолутно. И сега ние очекуваме дека не пипај, не допире, ќе дојде ден кога тоа дете само ќе биде во кујна, треба да биде некаков на некаква форма, може да се повреди. Апсолутно да. И затоа ми е малце да речеме екстремна, не екстремна, но ножот е ем опасност, ем потреба. Ние секој ден го користиме. Ножот е и опасност и потреба на секој дете. Да не ги двоиме овдека деца со попреченост или не. Тоа е тоа. Значи ножот е и меѓутоа и ние процесите на учењето ги имаме кај сите деца. Тотално, да. Така. Само што неверувањето дека детето може да направи нешто. Да. Е поголемо кај родителите на деца со попреченост, отколку кај другиве родители, затоа што другиве родители го гледаат дека е процес кој што треба да се научи, а кај родителите на децата со попреченост
пази да не се повредиш. Ма пази да не се повредиш кај сите. Кај сите е со тоа што поради различноста на попреченоста, затоа што еве говорот, чим го нема говорот, например, нешто што и присутноста, веќе се друго паѓа во вода. Иако, мислам 100 пати сум рекла и секогаш ќе велам, значи говорот не е единствената алатка за комуникација. Точно. Ние мораме да го надминеме веќе таа перцепција дека ако нема говор дека детето не може да научи ништо друго и понатаму доаѓа возраста, предучилишна возраст, ајде сега ние влегуваме во учење на бројки, букви, математика, а не знаеме нити лажица да држиме, уште пелена носиме. Значи и тоа вака баш го пропуштаме и го промашуваме затоа што го следиме, затоа што се обидуваме да го следиме типичниот развој. Така. А едноставно ние треба да се адаптираме. Да, адаптирањето, себе прифаќањето на ситуацијата многу, ама навистина многу значи во растот и развојот на детето. Затоа што во овие нови времиња секој од нас има различни предизвици. Ние треба да го најдеме најлесниот пат или патот кој што на нас ќе ни го олесни живењето, а при тоа ќе имаме здрава и среќна средина во која што ќе растеме. Повеќе да биде здрава, среќна и избалансирана, би рекла многу повеќе, затоа што мислам дека среќата и здравието веќе ја имаат изгубено својата вистинска смисла, што е и каква е и како може да ја исперцепираме, така да барем избалансиран некаков развој на детето. Да, сега јас го спомнав примерот со ножот и ова го спомнав за баш деца од рана возраст. Понатаму се надевам дека ќе чепнеме некое прашање за да видите околу неверувањето на родителите кон своите деца, како тоа влијае кога тие се веќе возрастни. Следно прашање. Прашањето што јас го правам. Значи кога велиме дека лицата со попреченост немаат можност, сега ќе одам со вработувањето. Добра. Од таа страна, затоа што нели целата идеја е за тоа зборуваме, што вистински недостига, дали способностите на лицето или непостоење на капацитетот на семејството, на системот да ги види и да им помогне да ги развијат овие способности. Јас тврдам дека секој човек има свој талент. И тука нема подолба со или без попреченост. И наше да секој човек да се избори, да го работи тоа што го сака и да се надоградува и да има можност да допринесува самостојно во иднина. Сега, тука веќе не станува збор за проблем. Станува, ама и не толку многу со проблемите со родителите. Ние имаме едни родители кои што веруваат во своите деца, ги пуштаат во образование, ги оставаат да бидат самостојни и после тоа се обидуваат да го пуштат детето да се да се најде работа, да биде интегрирано. Да. Имаме други родители кои што едноставно не ги пуштаат децата заради тоа што мислат дека не се доволно добри да се мешаат во средината и тоа обично се случува во градови и села надвор од Скопје, нели? Да. Каде што ти шо знаеш, ти сега ти не можеш. Значи го имаме тој момент. И имаме региони во Македонија каде што родителите не сакаат да ги пријават и покажат своите деца. Каде што... За жал. Да. Сега да не го употребам зборот се срамат, нели? Меѓутоа, пошто звучи многу, како да кажам, неубаво, меѓутоа, буквално децата се дома, во двор, во 4 зида и од дворот подалеку не излегле. Сега, кога станува збор за вработувањата, за можностите, ги поделивме проблемите од дома. Така? Да. Значи родителите па системот ги поделивме, ги поделивме проблемите од дома прво. Следно е системот.
Образованието не е доволно адаптирано за лицата со попреченост да може адекватно да се едуцираат. Да. Од милион аспекти. Сега, денеска, например, во 2026 година имаме евидентен развој во тој дел, меѓутоа пред 10, 20, 30 години тоа беше катастрофа. Да. Значи, буквално немаше пристапно училиште. Да, физички непристапно. Физички непристапно беше и физичката, значи тоа што беше непристапно стана луѓето да не можат да се образуваат. Да, физички. Значи државата вика, мора да се образуваш или ќе платиш казна, а од другава страна не може да оди на училиште заради тоа што после пето оделение се менуваат паралелките од прв спрат на втор спрат, па мора да ротира, ама дете со физичка попреченост едноставно не може да ја следи таа настава. Второ, ајде да речеме сега делумно во Скопје тој проблем е надминат. Во некои поголеми градови, да речеме, тој проблем е надминат. Меѓутоа, во поголемиот број од градовите, ние во 2026 година имаме непристапни училишта. Зборувам за физички. Значи, она што ние не смееме веќе да го разговараме како проблем, нели? Да, физички, барем физички. А што е со следните? Сега следно е литературата. Да. Значи, ние имам и образовниот кадар. Адаптираност на образовниот кадар. Значи, обуки на образовниот кадар се неопходни. Вие имате деца со дислексија, каде што учителката не може да примети дека детето има дислексија и дека не знае да чита и да пишува и дека ги зборува работите на памет, па кажува нечини... Ти имаш двојка. Да. Точка. А тоа дете се срами да каже... Точно. За тоа што не знае што му се случува и самото не знае што се случува. Самото не знае што се случува. Тука во ковидот, нели, имаше таква онлайн програма каде што децата сите следеа онлайн, каде што учителките едноставно не можеа да видат кое дете е добро, кое не е добро и тоа све си влече последица некаква. После средното образование. Средното образование. Добре, се имаме асистенти, бе. Имаме асистенти, но и тие асистенти треба да имаат. Тие асистенти, мислам, обука. Секој е чест. Значи, јас сум слушнала многу убави приказни за деца со аутизам кои што имаат свој личен асистент, кои што буквално од прво до 9 оделение си го имаат и се среќни за прогресот кој што го направиле. И секоја чест на тие луѓе, лично сум видела како некои работат со нив, колку се вложуваат, колку се обидуваат да допринесат, но имаме и од оние другите приказни кои што не се баш така убави, да ги кажам. За среќа или за жал, ние имавме 6 асистенти, кан сега се запиша во средно и сега буквално чекам што ќе се случи во средно со новиот асистент. Но последните од тие 6 тројца беа сосема солидни луѓе, последниот асистент ни баш прекрасни луѓе кои што рекоа јас не знам како, дај заедно да работиме, што е за мене што е многу нормално и најдобра точка. Така. Значи, точно. Не знам, дај да видиме како да правиме. Знам и после се случува што се случува, никако. И сега образованието има и еден друг проблем, што јас велам дека секој, значи тоа треба да се направи на 1 септември една добра лекција кон родителите. Булингот и дискриминацијата се уште присутна. Значи, дете не дискриминира. Дете не знае да подели кое дете со попреченост, кое не. Они гледаат дека се дечиња за играње, но родителите се тие кои што го создаваат булингот. Да, тоа е во раниот развој, каде што
И се ние поставуваат тие граници. Прв ден, на 1 септември, во прво оделение треба да се одржи една убава лекција на родителите, а потоа, за да не има проблем во развојот и едукацијата, тоа дете со попреченост во паралелките. Свесни сме дека се повеќе и повеќе во секоја паралелка има и по 2 и по 3 деца со попреченост. Тоа е, значи, нешто кое што другите родители мора да го прифатат и мора да научат како да се носат со тоа, како да му помогнат на детето да се интегрира, како на своето дете да му помогнат да го прифати различното, за да сите функционираат како единка. Тоа што се случува во суштина кај нас веќе, како и законот за инклузија, како излегоа децата од посебните училишта и нели дојдоа со асистенти. Поради фактот што прво наставникот не може да го адаптира нити просторот, нити курикулумот, и ако имаше ИОП, ако има модифицирана програма, едноставно начинот за да може да функционираат сите заедно, не само детето, нели сега ние се фокусираме на тоа дете, другите 30 исто имаат свои потреби. Апсолутно, да. И ние, за да создадеме една инклузивна училница, ние на многу поинаков начин, кој што нашиот курикулум се уште не го дозволува. Так. Значи, не го дозволува. И сега наставникот може би има доволно информации, може би нема доволно информација, но е на средина во оганот да балансира помеѓу едното и другото и како да смири, Ама балансира како затоа што никој не му кажал како треба. Нити му кажал, нити па му е дозволено. Апсолутно, Искрено кажано, тоа, значи да. јас кога предава во училиштата и кога предава во градинките, кога ги видов сите тие дискрапанци кои што не се малечки, дека само наставникот или воспитувачот еви во градинка е тој кој што треба толку многу баланс да направи за Точно. да имаме вистински инклузивна училница. Точно. И не се во можност. Искрено, значи точно и они се прегорени и ќе видиме наставен кадар кој што е ќе речеш се откажал, тој веќе не му е гајал. Не, и тој е прегорен и тој треба да се врати дома кај своите деца. Апсолютно. И да биде малце понормален. А едноставно нешто се бара, нешто не се дозволува и тој на средина вика јас толку можам. Така, толку можам. инклузијата не е нешто што ја прави еден човек. Точно. Треба инклузијата сите. е нешто што го правиме сите ние. А тука е подкрепање на свесноста, на јавната свест, значи многу фактори влијаат. Точно, точно. И сега спомна вработување, таленти, супер, ние збориме за вработување, ќе збориме и за бенефити, ќе збориме за интеграција, ама не смееме ние основата да ја скокнеме. Точно. Почнувајќи од самото прво одделение. Апсолутно. Значи, дури и во градинка може да речам веќе децата кои што за да излезе квалитетен кадар од таа училница. Да. Значи, за утре да може да бара работа, да има нели компетитивни вештини на пазарот на трудот, треба да има одредено знаење, а кај нас тој чекор фали. Искрено кажано, сега кога го збориме ова, уште пред 2-3 недели, една мајка ми пиша на месенџер и ми вика, ние сега се запишуваме во прво одделение, ќе имаме асистент, кажи ми што да правам јас, како да работам со асистентот. Значи, тоа беше толку големо прашање, само застанав и онака викам, добро, од каде да почнам, за да може да ти објаснам како ти треба првен добар ден да си кажете со асистентот. И седнав и направив еден документ, кој што буквално кога родителот ќе го пополни и кога ќе го однеси кај наставникот. Сега зборам за оние кои што влегуваат во прво одделение, дечиња со попреченост или било каква нетипичност да речам. И наставникот и асистентот кога ќе го видат тој документ, затоа што родителот додека го пополнува тој документ, самиот ќе се провери што му треба на своето дете, што треба тој да направи, што треба да побара од другата страна. Или кога наставникот и асистентот ќе речат, чекај ние како заеднички. Така да тој документ го направив и го објавив и се надевам дека до крај на август веќе ќе може да го направиме тој состанок со родителите. Сега баш во контекст на ова, каде што
ќе поразговараме за најосновните работи. Да не одат боси, да не влегуваат боси, како што влегов јас боса и седев таму по тие ходници и по тие маси заедно со првачињата до април и не знаев што правам ни сама со себе, нити па со моето дете, нити па со наставничката. Немам асистент тогаш. Така да ги поделивме проблемите на родителите, сега е образовниот систем, е сега они другиот систем. Аха, другиот систем, од другата страна. да. Другиот систем, не, уште тука нели завршивме сега средно образование. Средно, на факултет да, или на не? факултет кој е пристапен, кој ќе не прими. Добре, тој ќе го прескокне да, од прилика, нема. Не е проблем, сега има и други академии, новите вештини на пазарот на трудот не се зависни од Точно. факултетската диплома, иако е тоа убаво да се има, но новите вештини на пазарот на трудот се во последно време се повеќе и повеќе доаѓаат од курсеви. Така да тоа не е само за лица со попреченост, општо зборувам за сите. Пример, кај нас додека некој факултет стави во нашата ситуација, додека факултетот го стави предметот дигитален маркетинг како предмет, ние веќе AI употребувавме во предметот. Ние каскаме така да, како желка. Академиите во интерес да бидат компетитивни, а и секако во наш интерес е да бидеме во трендот, ние еден курс за дигитален маркетинг знаеме да го менуваме 2 пати до 3 пати во годината. Затоа што ситуацијата кога излезе чат GPT, кога почна се во дигиталниот свет да се користи тој чат GPT, ние веќе моравме материјалот да го промениме. Точно. А во образовниот систем тоа не оди така. И заради тоа и велам, окей, кој факултет ќе ги прими, кој не, на курсеви. Но што се случува понатаму? Го имаме Заводот за вработување. Темната точка во целата оваа приказна. Апсолутно. Сега, за детето, односно веќе изграден човек, нели? Така. За да стигне до моментот да се запише во регистарот на агенцијата за вработување како активен барател, наместо да се олесни целиот процес за лицата со попреченост, е направен дополнително комплициран. Ајде зборуваме, да речеме, нели треба да ја докаже својата способност за работа. Па после тоа треба да го докаже своето образование. Па тука имаме проблем со специјалните училишта, каде што нели 3 години, 4 години имам, немам диплома, се важи, не се важи, толку кредити, онолку кредити, се прифаќа, не се прифаќа, а ако прашате таму еден не знае да ви објасни точно што се прифаќа, што не се прифаќа. После имате категории на лица со попреченост кои што воопшто не постојат во регистарот на агенција. Аутизам, например. Како на аутизам? Дека малку има луѓе со аутизам. Не? Сега има, нели? Да. Сега веќе го променивме тоа, ама беше борба. Значи како и беше борба за да ги натераме да отворат да размислуваат таква категорија. И сега доаѓа тој момент и супер, ајде се пријави лицето со попреченост во агенција за вработување како активен барател на работа и сега следно имаш, ако е лице со попреченост, по дефолт треба да работи у заштитно друштво. Зошто? Каква деградација, каква дискриминација. Така, државата поддржува вработување, дава бенефити, меѓутоа ако тргнеме ние пешки да ги одиме сите тие работи и кога ќе видиме ние колку сопки има у целата приказна, од пријавувањето до вработување на лице со попреченост, за компанијата да сака да или да може да искористи бенефити од државата што се нудат за нивно вработување, се 8 месеци. И заштитни друштва е прашањето колку има и како функционира. Заштитните друштва тоа функционира многу поинаку и многу побрзо, тоа е еден систем каде што на брзинка све се прави, меѓутоа тие се ограничени број на компании и на можности. Не секој
треба да работи во заштитно друштво. Тоа сакам да кажам, значи многу тоа големо ограничување. Ние имаме луѓе кои што имаат капацитет, можат на вистина да допринесат, сакаат да се развиваат, се изградиле како независни личности, самите живеат, они сакаат да бидат во средина каде што ќе напредуваат, сушто да оди во заштитно друштво. Значи, мислењето дека лицето со попреченост по дефолт треба да работи во заштитно друштво, тука е голем проблем. Ние треба да го овозможиме вработувањето на сите. Сега тука веќе имаме четврт, како дојде. Стигнавме до АВРМ и компаниите, каде што нели тоа вработување станува потешко. Заштитните друштва, значи вработувањата кои што одат, генерално знаеме кои се заштитни друштва и кои капацитет се бара таму, кои се ете така. Тоа се генерално физички работи, каде што нема, како да кажам, интелектуалниот момент тука баш тука е одлично. Значи пакување, печатници, некоја работа која што бара репетитивно, да значи нешто да се прави. Тоа е окей. Меѓутоа тоа не по дефолт сите. Точно. И сега одиме последниот дел каде што родител, односно применувањето на овие новиве вештини, да ги кажам, каде што лицата со попреченост од Скопје сакаат и можат да одат на работа, да излезат од дома, така се социјализираат, се интегрираат, но за лицата со попреченост од другите градови тие можности се малку ограничени. Еве имаме софтверџи кои што се добри, а се од Струга. Сега капацитетот на софтверските компании во Струга се малку. Точно. Но тој има капацитет од дома да работи за компанија која што е во Скопје и зошто да не му го овозможиме тоа. Така. Или дигиталните вештини. Тука има проблем сега повторно со родителите, каде што работата од дома не ја перцепираат дека е работа. Пошто работа е дека треба да стане и да отиде на работа од 8 да отиде, во 4-5 да се врати и бев на работа, ама цел ден на компјутер не работам. Да, мислам дека таа дискрепанција имаат и типичните родители, значи не е само Јас имав лично, ова го кажувам сега моментов од лично искуство, јас имав мој вработен со попреченост, кој што апсолутно не сакав да и своеволно не користев никакви бенефити од државата, затоа што на дечкото на вистина допринесуваше и го работеше тоа што го работеше, на вистина окей. Беше онлайн, на социјални медиуми, значи супер беше во тоа. Меѓутоа беше од друг град. Меѓутоа неговите родители не го перцепираа моментот. И покрај тоа што земеше плата и што беше самоодржлив. Да, апсолутно све и покрај се, као што следното прашање. Поубаво да работиш у фабрика, да пакуваш производи. И сега тука имаш овде господин седи, работи на компјутер. Тоа што го сака, веројатно. Тоа го интересира. Самиот, он беше ученик на курсот. И имаш родителот кој што вика, не, ти ке работиш во фабрика, ке пакуваш нешто, пошто тоа се смета за работа, и ке стоиш на ноза, пошто треба да се измачиш, пошто ти толку можеш. Океј. Сега малку треба да ги убрзаме прашањата. Баш во контекст на ова, си видела луѓе кои што немале можности, а и од друга страна си видела луѓе кои што добиле и обука, добиле и можност да работат и да се покажат себе си, да бидат финансиски независни. Која е разликата која што ти можеше да ја видиш помеѓу овие луѓе? Огромна. Да. Тоа се два различни света на кои што, пак ќе кажам, има исклучоци и јас сум особено горда на секој исклучок и секоја убава приказна која што произлегла од кај нас. Ние низ годините наназад имаме обучено повеќе од 200 лица, од кои што само во една година 72 успеавме да ги вработиме по различни компании. Значи, зборувам по компании. Сега, ние имаме
лица кои што сакаат да се надоградуваат и кои што кога ќе им се понуди работа не сакаат да ја прифатат работата. Добро. А имаме лица кои што не се толку добри по завршувањето на курсот, но се спремни да работат Не било одбиваат што. работа. Да. И сега јас навистина и со колегите тоа кога сме седеле и кога сме зборувале како да најдеме нели тука заедничко нешто да ги мотивираме едните, малце другиве да им кажеме дека треба уште малку да доработат на некои основни работи. Не сме го нашле, да кажам, целосниот модус како да ги мотивираме и едните и другите. Па, Едните проблемот потекнува од стравот дека ако почнат да работат, дека ќе изгубат социјалната помош. Ајде тој дел го абсолвиравме и ги убедивме со разни изјави, нели писма, дека неако работи без разлика редовно или дополнително, со закон му се загарантирани Точно. одредени бенефити што ги зема како, односно не се бенефити, тоа е нешто што му следува, нели? Значи голема дезинформација во суштина. И дека нема страв дека тие работи ќе ги изгуби. Второ, имаме ситуации каде што многу од лицата примаат семејни пензии. Аха. И он дошол да се надоградува, меѓутоа зима семејна пензија и не сака да оди на работа, затоа што во тој случај ќе изгуби семејната пензија. Значи, зависноста од тоа колку верувам во себе дека ќе продолжам и дека ќе имам успех и ќе го изгубам тоа што државата ми го дава, па ги остава во една позиција на Да. Так. Да. Не е лесно кога нешто имаш сигурно да се откажеш од тоа за да се испробаш на новото. Точно. Добро, и тоа е во оваа држава наша, каде што е стварно многу несигурно и компанијата може би те сака и се утре ден може да се случи да сите си отидат од работа и да едноставно да заврши иако бил тој добар. Во други држави има еден таков пробен период за лица со попреченост, значи каде што тие можат да работат определен ограничен период за да се испробаат. И да се ги задржат нели сите сите бенефити сите аспекти да се ги задржат, но да се испробаат. Дали ќе се снајде во новата средина, дали може да одговори, пошто нели како викаат, еднакви права, ама и еднакви одговорности. Точно. Дали ќе може, значи, да се носи со целата таа тежина. Убава е интеграцијата, меѓутоа дали ќе може да го понесе теретот од организацијата на грб. Со тоа што после ќе те прашам и за тоа околу тоа колку се инклузивни нашите компании нели за оваа интеграција да биде добро воспоставено. Но прво, што ти научи од лицата со попреченост со кои што работиш, а што можеби немаше да го научиш доколку во проективе кои што ти ги правиш, лицата не беа вклучени. Значи за нив, ама без нив. Јас секогаш кажувам дека најубавите лекции за животот јас ги научив од Никола кој што беше лице со попреченост. А тоа е да се радуваме на секој свој успех секој ден, и да се радуваме искрени од срце и на најмалите нешта, најсекојдневните нешта, кои што можеби како возрастни луѓе оптеретени со многу работи нели во текот на денот, ние не ги гледаме дека се случуваат или не ги перцепираме. Значи, да се радуваме и да бидеме среќни со најмалите работи. Тоа никогаш не е материјално. Тоа е нешто што сме постигнали од точка А до точка Б, сме стигнали, сме направиле нешто. Да, со лицата со попреченост дефинитивно тоа е вака пред очи ни. Јас тоа го научив од лицата со попреченост и сум неизмерно благодарна и до крајот на мојот живот ќе бидам неизмерно благодарна за тоа. За тоа што низ годините кога работев, секогаш кога мене ми беше тешко, кога ќе ги видев како они се трудат да постигнат нешто, мене ми беше како, чекај бити, овој проблем е решлив,
Да. Кога они можат токав труд да внесат во тоа, значи твоето е седни одмори, дојди на себе, ќе го решиш проблемот. Се реши тоа. Така да тоа е нешто кое што го научив, го применувам секојдневно, секогаш кога ќе видам дека некаде сум тргнала со глава во цик, знам да кажам чекај застани. Од тука до тука е одлично, од тука до тука е одлично, сега следново треба 2 дена пауза, па да видиме после тоа да слегне идејата. На тоа сум и горда, и среќна. И баш ми е драго што тоа си го земала, затоа што можеби ние родителиве кои што целосно го живееме, значи со сите предизвици, со сите стравови, стресови, многу често ќе не слушнеш дека детето ми е благослов што ми се случило ова дете. Постојат родители кои што нели живеат во тага, но многу има кои што ќе речат фала Богу што ова дете дојде во мојот живот, за јас да нешто осознам многу поголемо отколку нели. И мене и мојата фамилија нас никола не научи на многу работи, на многу лекции во животот. Така тоа се согласувам. И јас сум навистина среќна што нашето семејство се сплоти. Имаме разни приказни, но нашето семејство, нашата фамилија се сплоти и никола не беше конекторот. Ние секој од нас имавме улога во неговиот раст и развој, со сите можни предизвици како што можеше да ги поминеме, и сум неизмерно благодарна на секој еден ден. Така. Во врска со компаниите преска. Кога една компанија вели дека е инклузивна, што е оно што ти мислиш дека треба да го направи, а да не остане само на нели сладок муабет или слики по Facebook и по Instagram дека ние сме инклузивна компанија? Значи вака, делот со кога една компанија се промовира како инклузивна, има многу како да кажам, работи и за поздравување и за критикување. Но генерално оние компании кои што кажуваат дека се инклузивни, тоа навистина се обиделе нешто да направат и сега дали знаат или не знаат колку, тоа е веќе друга приказна. Но нешто се обиделе да направат. Сега, инклузијата секој ја разбира на различен начин. Некои компании сметаат дека биле инклузивни затоа што донирале средства некаде во некое здружение Сензорна соба во едно училиште. Знам дека вака. Сензорна соба. Сензорна соба. И со тоа они мислат дека се инклузивни. Така. Тоа е далеко од инклузија. Далеко од инклузија. Инклузивност е кога вие во своите редови еднакво со сите вработени ќе имате и вработени со попреченост, на кои што ќе има овозможите прво еднаква физичка пристапност, второ сите што забораваат, супер, има рампа, може да влезат, работното место, бирото се адаптирани, тоалетот не. Значи се сопнуваме на... Ама никој не отишел до таму да размисли дека и тоа е основна човекова потреба каде што Ти дома ќе се завршиш, со тоа нема на работа. Значи, треба да се мисли и на тоа. Меѓутоа пак ќе кажам, треба некој да ги упати. Има компании кои што навистина сакаат да го адаптираат просторот, имаат и средства, имаат, не прашува колку чини. Ама ќе отиде некој ќе ги упати погрешно или половично и они ќе кажат да, ние направивме, ама супер, не го направиле целосно. И сега тука има, знаеш, ние проекти спроведени, недоспроведени, приучени, неприучени, па нешто направивме, па не го направивме целосно. Компанијата покажала желба, но некој ги навел поинако. Јасно. Мислам дека и тука дезинформација со тоа што физичките физичките бариери кои што се видливи, кои што можеме да речеме дека да, почнавме, завршивме, еве го вецето, еве го тоалетот, еве рампата, еве вратата, еве масата. Да. И сме некако на чисто, она што јас го зборувам и ќе го зборувам веројатно со секогаш, инклузивната свесност во компанијата, каде што околината, значи на крајот на денот
можеме ние, лице со количка, оди на факултет, нема рампа, нема ништо, ама другарите може да земат и да го качат на скалите. Ама не, тоа не е достоинствено, тоа може да помогне во моментот. Точно, во моментот. Ама на долг рок тоа веќе е како си го сочувува достоинството таа личност. Затоа што немаме ние, сакав да речам, која е крајноста во која што можеме да бидеме. Ако не сега физички, ако не е околу физичките аспекти, ама присутноста тука, свесноста дека нешто тука треба поинаку да се случува. Така. Сега имаме втор дел. Кога лицето со попреченост ќе почне да работи. Оние кои што навистина сакаат да се интегрираат, да покажат дека вредат, дека се способни. Тие работат 2 пати повеќе од другите. Да. И сега, ова повторно ќе го кажам, ова е пример кој што ние го имавме. Лицето заврши курс, се вработи во кол центар, каде што требаше постојано, нели, да кол центар на една компанија, кај што беа одговорни клиенти, подсетуваа за одредени плаќања. И 2 месеци, нели, супер му дадоа работен простор, биро, почна да се јавува. И наеднаш, во текот на денот, он реализира 100 повици, а сите негови колеги реализираат по 30-40 повици. И сега тука се појави Проблем, да, затоа што другиве имаат просек од 30-40 и наеднаш доаѓа новото лице со попреченост кој прави 100 и никој не ќе да го дружи. Да. Навесто нови, мислам, тоа е без разлика дали со или без попреченост, сегаш кога имате таква ситуација, нели, тука има конфликт помеѓу колегите. И јас имав буквално во ист ден раководителот на оделението ми се јавува: Бети, да молам да ми спремите уште 2, сакаме дополнително да вработиме во мојот тим и да го прошириме тимот со лица со попреченост, затоа што ми е далеку попродуктивен од другите. И го имаме лицето кое што се вработи, те молам премести ме на друго место, не сакам да работам овдека, ми игнорираат. Душичка, бе. И бидејќи се случи во истиот ден, веќе свативме кој е проблемот, а тоа е дека инклузивната свесност. Инклузивната свесност и обуката на вработените, која што рамо под рамо треба да оди со вработувањето на лицето. Точно. Тоа значи како едни со други да се адаптираат. Да. Како да комуницираат на сам почеток. Како да си ги двојат и делат задачите. Како да одат на пауза заедно. Точно. Како да се најде еден баланс помеѓу нив. И ние кога со луѓето го сработевме тој дел, се дојде до едно соломонско решение дека они ќе се потрудат малце повеќе, нивната продуктивност ќе ја поткренат малце повеќе, нашиот вработен малку ќе забави. Да не треба толку многу, нели, да се докажува, за да се најде едно заедничко решение, па почнаа заедно да одат на пауза, па на кафе, па на излегувања, па на забави и така натака. И таа приказна, значи, повторно ќе кажам, нас на почетокот компанијата не сакаше да ги обучува вработените. На крај видовме дека е и морално. Тоа како потребно. Да, потребно. И дека е морално, и дека навистина тоа едно со друго мора да оди. Среќни, сите работат заедно сега. Сега, последното прашање. Најбрзо што може. Кога би можела да не ги смениш на очарите? Како го гледаме светот, на нас, родителите, на компаниите, на институциите. Што е оно што е најважно за тебе што сакаш да го видиме? Јас мислам дека сега одговорот на ова прашање лежи во Ability Awards. Да. Јас Ability Awards го направив со цел да ги промовирам талентите на лицата со попреченост и да покажам пред јавноста дека и пред пошироката јавност дека лицата со попреченост навистина можат и умеат. Да.
Затоа направивме различни категории и дека се што треба е малку повеќе да веруваме во нив и да им овозможиме да се покажат. Не да им ставаме сопки на патот. Така да, кога би требало, ја не велам дека тоа се розови научари да ти ги ставам на тебе или на било кој. Да. Тоа е реалноста. За жал, перцепцијата по однос на јавната свест е кога ќе се каже лице со попреченост, тоа значи донација, сожалување, помош, а реалната слика е далеко од таква. Факт е дека има такви случаи на кои што ние треба да помогнеме, нели? Но не е целата слика таква. Се согласувам, дефинитивно се согласувам. Тука треба медиумите да го одиграат, да ја одиграат својата улога и да ги да ги покажуваат и убавите страни. Токму таа беше целта на Ability Awards, затоа и се пренесува на телевизија. Да може да мотивира и други луѓе, и други личности, и компании, и институции да ги прошират хоризонтите. На првиот настан беше, нели, една ситуација каде што луѓето беа подзинати и каде што сите вика никогаш не сме размислувале на ваков начин, има бура од емоции, не знае како да ги поврзат своите мисли, а понатаму и другите. Да. А од друга страна и лицата со попреченост, кога вика мене ова ме охрабри да излезам, да делувам похрабро, за да можам да направам промени во иднина. Така да си веруваме едни меѓу други, да си се помагаме и поддржуваме едни меѓу други. Никој од нас како единка не може да направи промени и радикални чекори, но кога едни со други заедно можеме да работиме и да работиме, тогаш промените се случуваат и тогаш се случуваат убавите работи. Но мора да научиме дека тимската работа е само тоа клучна. Да не ги двоиме инклузија ваква, таква, онаква. Тимска работа. Така. Фала ти многу на целиот овој убав разговор. Фала се гледаме повторно јас и ти. Здравје Боже, се гледаме на Ability Awards. Јас мислам дека треба не само тогаш кога се пренесува во живо, него треба еднаш месечно реприза да се дава на овој преубав настан. Веќе се дава. Да. И на другите телевизии кои што даваат Јас сум преблагодарна на македонска телевизија за тоа што и првиот и вториот пат, веднаш кога поднесов барање, тие навистина го прифатија барањето, после првиот пат веќе следното беше онака да сакаме да го снимаме и да го пренесуваме. Во зимскиот период се репризира и на Сабајле и навечер, во летниот исто, така да. Супер. Ти благодарам, драга моја. Се гледаме на нешто побаво. Се е убаво во животот. Се гледаме, фала.